Дали Верушевски ќе ги уништи главните докази на СЕО? Неговото сведочење пред судот дека бомбите биле компромитирани и модифицирани фрла сенка врз веродостојноста на речиси 90% од случаите. Адвокатите на обвинетите веднаш бараат тие да бидат отфрлени како докази, затоа што не постои начин да се утврди што во нивната содржина е точно, а што лепено, сечено и монтирано. Очекувано, обвинителката Фатиме Фетај не се откажува од нив, затоа што без нив нема докази и тврди дека разговорите биле автентични. Таа смета дека поранешниот директор на УБК, кој важеше за близок соработник на Заев и беше посочуван како извор на бомбите, ќе требало да се дообјаснува. По мене апсолутно не. Нити тоа може да влие на автентичноста на материјалите со кои што ние располагаме, ниту пак може да влие на нашите постапки. Видете го овој момент. Значи се работи за исказ кој што уште не е довршен. Господинот Верушевски минатиот пат беше испрашуван директно само од страна на одбраната, па допрва на обвинителството, па допрва следува негово испрашување вкрстено од страна на одбраната. На крај судот си има право да поставува прашање од појаснувачки карактер. Во јавноста веќе подолго време се отворија сомнежи дека Заев бомбите ги користел за да манипулира со граѓаните, а обвинувањата станаа уште поголеми кога ЛЧК ги објави целосните разговори околу случајот Мартин Нешковски. Разговорите меѓу Груевски, Јанкуловски и другите ја демантираа верзијата која Заев ја презентираше пред јавноста за убиството на Нешковски. Сведочењето пак на Верушевски дека бомбите биле компромитирани и модификувани по вкус првично на екс-лидерот Бранко Црвенковски, а потоа и на Заев, ја доведе во прашање судбината на предметите на СЕО. Факт е дека таа документација доживеа страутни модификации и компромитирања. Зборувам после моето лишување од слобода. Одбраната во случаите на СЕО, ошто од нивниот старт бараше разговорите кои тие ги добија како докази, а Заев ги достави до обвинителите да не бидат прифатени како докази. Бомбите беа вештачени, но експертите не можеа да утврдат дали тие се автентични. Дури потврдија дека станува збор за копии кои инаку може да бидат лесно компромитирани.